почитувани, на промоцијата на мојата програма символично најавивме рушење на ѕидот. Сите знаеме дека ѕидовите во Скопје се многобројни. Еден од тие е ѕидот на тишината со кој живеат нашите сограѓани со пречки во слухот и говорот. Секојдневно се среќаваме со овие наши сограѓани во продавница, во автобус, на пазар, во аптека, на улици. Но, меѓусебно, не можеме да воспоставиме комуникација, бидејќи не го разбираме нивниот знаковен јазик, а тие не можат да го научат нашиот говорниот. Иако живееме едни со други, во ист град, со исти заеднички проблеми во градот, меѓу нас владее тишина. Тие нашиот говорен јазик не можат да го научат, бидејќи имаат пречки, но ние нивниот можеме. Јас, Јани Махрадулев, како градоначалник на Скопје, ќе гурнам и овај ѕид, ѕидот на тишината. За таа цел, во градот Скопје ќе се отвори центар за изучување на јазикот на лицата со оштетен говор и слух. Предавачи ќе бидат стручни лица, а часовите бесплатни и во циклус. Резултатите од ваквата континуирана едукација ќе овозможат контактот и меѓусебното комуницирање меѓу граѓаните да биде едноставно и на взаемно задоволство. Воедно им овозможиме вистинска инклузија на луѓето со пречки во говорот и слухот во секојдневниот живот без нивна дискриминација. Ветувам дека во мојот тим, на моите пресконференции, секогаш има лице кој ќе говори на овај јазик. Институциите повеќе нема да бидат недостижни. За таа цел ќе се направат пристапни рамки во секој место кој што е во надлежност на градот. Инклузијата мора да биде спроведена во целост, училиштата имаат пристапни тоалети со соодветни држачи. Исто така, во секој одделение, каде што има ученици со преченост, ќе бидат обезбедени асистивни уреди кои ќе му голеснат користењето на компјутерот. За да се реализира ова идеја во пракса и во другите градови во Македонија, апелирам во сите градоначалници да ја спроведат и заеднички да ја постигнеме саканата цел. Ви благодарам.